Неодамна ја започнавте кампањата Подај рака и промени живот, стани згрижувач во соработка со Министерството за труд и социјална политика. Може ли да ни појасните што значи згрижувањето? Згрижувањето во семејство представува опаќа основна заштита и 24-часовна грижа за деца и за возрастни, кои што од разни причини морале да го напуштат своето биолошко семејство. Згрижувањето може да биде општо. Сега да појаснам како тоа го дефинира законот, значи препознава повеќе типови на згрижувачки семејства и форми на згрижување, значи општо, специјализирано, роднинско, интервентно или повремено згрижување. Со процесот на деинституционализација кој што се случи во нашата земја и затварањето на сите институции, стана јасно дека згрижувањето е таа форма која што е во најдобар интерес на детето и дека мора да се насочиме кон зголемување на бројот на згрижувачките семејства. Згрижувањето во згрижувачко семејство така значи обезбедување на оние основни потреби, пред се, значи обезбедување на дом, грижа, храна, облека, здравствена заштита, меѓутоа и други дополнителни потреби во зависност од потребите на корисниците, кои што во најголема мера се деца без родители, меѓутоа има и дел возрастни пред најмногу со одредени попречености. Во декември 2021 година нашата организација, како препознатлива организација по професионалниот пристап во заштита на најдобриот интерес на децата и обезбедување квалитетна грижа за деца без родителска грижа, се стекна со лиценца добиена од страна на Министерството за труд и социјална политика за отварање на Центар за поддршка на згрижувачки семејства. Центарот е еден од трите кои што функционираат на ниво на држава и почна со работа имено по добивањето на оваа лиценца, односно во декември 2021 година. Центарот функционира како регионален центар со надлежност на одреден регион, кој што е посочен од страна на државата, а тоа е дел од Скопскиот регион, општината Газибаба, Илинден, Рачиново, Трубарево, населба Бутел, Чучер-Сандево и аеродром. Понатака делува во Вардарскиот плански регион. Во Центарот за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско село работат стручни лица, професионалци со долгогодишно искуство во оваа област и во моментот даваме поддршка преку Центарот на вкупно 64 згрижувачки семејства, во кои што се сместени вкупно 150 деца. Главната задача е да се даде поддршка, односно да згрижувачите се насочуваат од страна на стручните лица во правец на тоа да обезбедат квалитетна семејна грижа, да обезбедат една сигурна поддржувачка средина за децата кои што се сместени во нивните згрижувачки семејства. Исто така, во рамките на оваа поддршка даваме и помош на згрижувачките семејства во справување со предизвиците со кои се соочуваат во грижата за децата кои живеат таму. Дали секој човек може да стане згрижувач или мора претходно да бидат исполнети некои услови? Се прави ли психолошко-социјална проценка на згрижувачот и дали тие се обучуваат и едуцираат на некој начин? Првиот, според мене, и најважен критериум, иако неформален, треба да си има волја, љубов и емпатија за овие деца и за возрастни, доколку се згрижат, како и да си има разбирање и сензибилитет за минатото и од каде доаѓаат, за да може да се разбера нивното однесување и нивните потреби. Согласно државата и законските критериуми, секое лице од 18 до 62 години може да биде згрижувач, значи најмногу до 62 години, исто така да има најмалку основно образование, да не биде осудувано, да не му биде одземено или ограничено родителското право, да има одредени услови, материјални и просторни услови, каде што би можело да згрижува дете, и на крајот да помине обука за згрижување, врз основа на која што всушност ќе се донесе финалната проценка
за тоа дали некој има вештини, компетенции да биде згрижувач, не само од страна на Центарот за социјална работа или на Центарот за поддршка на згрижувачки, туку и од страна на самиот згрижувач. Значи, после таа обука, тој ќе може да донесе информирана одлука и да процени дали тој може, сака и дали е тоа, да речеме, одлука која што би ја донел. Покрај кампањата за сите потенцијални кандидати кои што ќе покажат интерес да станат згрижувачи, Центарот за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско село обезбедува високостручна обука по меѓународно призната Прайд методологија, која што е структурирана во 9 сесии за потенцијалните згрижувачи, низ кои кандидатите се обучуваат на темата згрижување, се продлабочуваат нивните знаења, се јакнат нивните компетенции, се со цел да стекнат информации за тоа што всушност утре би се очекувало во однос на нивното извршување на згрижувачката функција, каква поддршка им е потребна на овие деца и така натака, и да самостојно донесат одлука дали сакаат да прифатат згрижувачката функција, но секако оваа обука дава можност и на стручните лица паралелно да направат проценка дали потенцијалниот кандидат има лични потенцијали за да ја прифати згрижувачката функција и да се грижи за деца. Целта на оваа обука е да низ одредени теми да се јакнат компетенциите и вештините на потенцијалните кандидати, да се продлабочуваат нивните знаења, се со цел да добиеме квалитетни згрижувачи кои ќе станат значајни ресурси во системот на социјалната заштита. Покрај ова обука за која што се предвидува за потенцијалните кандидати, Центарот за поддршка на згрижувачки семејства исто така обезбедува тековни обуки, тематски обуки за веќе постоечките згрижувачи, кои што преку овие обуки ги јакнат своите вештини, го унапредуваат своето знаење, кое што им е потребно во грижата за децата. Јас сум Силвана, или подобро се чувствувам кога ќе ме наречат мајка Силвана. Работам како згрижувач, веќе згрижувам деца во својот дом 10 години. За овие 10 години поминале многу дечиња. Меѓутоа 9 деца се веќе израснати и самостојни личности во ова општество, кои што се многу блиски и секогаш не посетуваат, и ние ги посетуваме, и така да таа релација секогаш останува нераскинлива меѓу нас. Сега во моментов чувам 5 дечиња на различни возрасти и многу се радувам затоа што семејството се освежи со 2 помали дечиња, така да тие се уште во градинка, многу се малечки, им треба многу внимание, со нив има многу радости, многу палавштини, сето она што го носи кога децата растат и се развиваат. Дали државата обезбедува некаков надомест за децата кои се во згрижувачки семејства? Да, освен тоа што треба да имат љубов и емпатија спрема овие деца или лица кои што се згрижени, државата секако препознала дека е потребен и дополнителен финансиски надоместок, така да можеме од прилика да ви ги кажам за информација за сите граѓани. Согласно најновите цени, значи државата дава надоместок од 16.700 денари доколку згрижите едно дете. Доколку згрижите 2 деца, тоа е 14.500 денари за секое дете поединечно, а доколку згрижите 3 деца, сумата се намалува 13.000 денари и така натаму. Законски државата дозволува најмногу до 5 деца да може да бидат згрижени во едно семејство, и доколку имате 5 деца, сумата е околу 11.000 денари по дете, што значи за 5 згрижени деца тоа би биле околу 55.000 денари. Меѓутоа дополнително и другите додатоци кои што им следуваат и на сите биолошки семејства, како детски додаток, образовен додаток, исто така им следува и на овие згрижувачи, а во однос на децата и на лицата со попреченост, можам да кажам дека државата тука дава најголем финансиски, кој што скоро дури 20.000 денари.
На почетокот на кампањата, заедно со државниот секретар во Министерството, изјавивте дека е потребно да се зголеми бројот на згрижувачките семејства. Од досегашните податоци, која е бројката на згрижувачките семејства и колку деца годишно имаат потреба од згрижување? Во моментот има 350 згрижувачки семејства и во рамките на тие се згрижени околу 550 деца и возрастни, иако возрастните се во многу помала бројка. Од досегашната практика до сега околу 80 и 100 деца на годишно ниво се во силни ризици да останат без родители или да мора да го напуштат своето биолошко семејство од различни причини. Меѓутоа, мислам дека државата во моментот е во една специфична фаза, каде што старосната граница на згрижувачите, како што споменав, ние како држава имаме традиција која што е долга 60-70 години, веќе имаме згрижувачки семејства и во моментот сме во фаза каде што меѓу 30 и 40% од згрижувачите се веќе имаат висока старосна граница, тоа значи дека ќе има голема флуктуација во наредниот период и од таа причина ќе мора да се најдат начини како да се обезбедат нови семејства. 20-30 семејства, да речеме на годишно ниво, нешто што го гледаме како оптимално, значи тоа не е голема бројка за нашата држава. И ние веруваме дека и во нашата држава има потенцијал и ќе има кандидати и семејства кои што ќе може да го отворат својот дом, кои што ќе се заинтересираат околу згрижувањето и можеби ќе донесат одлука да станат згрижувачи, бидејќи тоа е една одговорност, меѓутоа и чест и една улога животна која што трајно ќе промени нечи живот. Која е вашата порака која би ја испратиле до граѓаните со цел да ги поттикнете да размислуваат за тоа да станат згрижувачи? Па првенствено евек би ги кажала овие информации, да секој кој што сака да добие повеќе информации околу згрижувањето, кој што не му е доволно јасно која е разликата помеѓу згрижување, меѓу посвојување и така натаму, да провери на страницата zgrižuvanje.mk, исто така на телефонскиот број 075-277-447, каде што може да добие дополнителни информации. Секој граѓанин може да се вклучи во обука за згрижувач, значи вклучувањето во обуката не значи одлука дека ќе станете згрижувач, туку уште подлабоко и во детали ќе се запознаете со тоа што значи да се биде згрижувач, какви предности носи тоа, какви предизвици и така натаму, со цел да одлучите дали сте вие тој кој што може да се носи со една ваква одговорна задача. Јас би апелирала до секој кој што чувствува нешто во себе, кој што мисли дека може да пружи љубов и внимание на децата, да се пријави и да стане згрижувач, затоа што ова е многу хумана, многу благородна, многу исполнителна работа, која што го прави човекот среќен секој ден.